Двајцата поранешни градоначалници на Кочани, Радко Димитровски и Николчо Илиев, осомничени во истрагата за трагедијата во дискотеката Пулс, сепак одат во куќен притвор. Ова произлегува од одлуката на Штипска апелација, која ги отфрли жалбите како недозволени. Димитровски и Илиев во петокот добија 30-дневен притвор. Откако се жалеа, советот од тројца судии во Кочанскиот суд им го смени ефективниот притвор во куќен. Според денешната одлука на апелација, странките воопшто не требало да добијат повторно право на жалба. Жалбата е изјавена од основниот јавен обвинител од Кочани против решението на Основниот суд во Кочани од 24 март 2025 година. Се отфрла како недозволена. Штипска апелација ја уважила жалбата на Димитровски за определените мерки за предпазливост, па Кочанскиот суд треба повторно да одлучува за одземањето на пасошот. Кочанскиот суд определи притвор за вкупно 24 осомничени за тешки дела против општата сигурност. 22 се жалија и бараа укинување и замена со поблаги мерки. Судот ги потврди притворите за 19, кои остануваат во истражните затвори во Скопје и Куманово. Меѓу нив е и градоначалникот Папазов, кој по трагедијата си поднесе оставка, екс-министерот Бектеши, поранешниот директор на пазарен инспекторат Трајковски, поранешниот директор на дирекцијата за заштита и спасување Максути. Освен Илиев и Димитровски, во куќен притвор е и екс-директорката на ДПИ, Анета Симевска-Димовска. Со истрагата беа опфатени и 7 полициски службеници од Штип и Кочани, кои се во притвор со одлука на Скопскиот кривичен суд. Во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани загинаа 59 млади луѓе, а над 190 беа повредени.